Сите во нас имаме поларизирани енергии, потиснати енергии, екстремни, неинтегрирани енергии со моето централно, свесно, оригинално јас. Сите имаме вакви поларизирани, екстремни енергии кои што во одреден момент ќе се активираат. Обично нивното активирање значи и почеток на нивно исцелување. Тоа е убавото. Значи тоа е нешто многу битно кое што јас му го кажувам на луѓето кои ќе почнат да дишат и кога веќе ќе влезат во изменета состојба, повисока состојба на свест, длабока состојба на свест, првото и најбитното нешто е што секој треба да знае дека уствари почнат и е процесот на исцелување. Значи, што мислам тоа? Не викам дека ние сме болни. Сите ние во глобала би требало да сме здрави, но носиме неинтегрирани енергии. Зато, значи, спиритуалноста, енергетската медицина си го има тој термин, си носиме трауми. Иако зборот траума точно не е здрав превод, оригинален превод на тој феномен, кој што тоа е уствари зборот траума, ако му влеземе внатре, има една доза на жртва, мене ми се случило нешто такво и нема комплетно прегрнување на таа, може да нема поточно на таа сцена. Значи, многу често од една страна гледано на секој што му се има случајно траума, тоа е од надворешно влијание. Но rebirthing, дишењето, значи е ментален став кој што уствари го прегрнува тоа искуство како едно нешто кое што ми се случило до јас со мое дозволување. Значи, да, вистина е дека голем дел од траумите можат да ни бидат наследени. И тоа е научно потврдено и пренесени од нашите родители. Но, што ако тоа е уствари едно свесно, претходно прифатено искуство, одобрено искуство од најдлабокото мое јас.